We starve, look at one another short of breath, walking proudly in a winter coat, wearing smells from laboratories, facing a dying nation of moving paper fantasy, listening for a new tone lies with supreme visions of lonely tunes. Кремљ ночас мора пасти. Се ококорив. А утрото беше сончево. Сонцето ми влагаше директно во во очи, пошто немам завеси. Си ги зема жена ми завесите, мајка и ги купила за мирас. На надкасната ми стоеше стариот часовник Ракета, што го добив од другарот Елцин во 94 година. Елцин да беше пијандура и као збореа дека е американски човек, ама да ви кажам и тоа не беше лош. Не штедеше на нас заспаниве шпиуни по Балканот. Нема лош пијаница, посебно ако пие водка, викаат. Има само побудала. А часот беше 8 и како што реков, сонцето со своите зраци ми го галеше газ овај лицето. И што би рекле моите камаради од тајната руска келија, македонец ми вика кажи 8, ја кажав 8, а тие во еден глас на кур да те носум. Моите другари шпиуни од ФСБ, нели, по Балканов спијачи ко мене. Тоа носум ми беше малку струмички, додуше кој ми го кажа, викам што имаат врска рускиве агенти со струмица, па ми беше малку непријатно, бидејќи знаев дека некои струмичани се обучувани од калето и жабарите се, незгодно. Лошо ако се сретнеме со тие па агенти, струмичани што се па од калево па обучувани. Може да се случи нешто непредвидливо, да ги извајме кубурите и толку да биде. Ама тие уште ги бројат еврата за црквата, така да до средба тешко дека ќе дојде во скоро време, да не се плашите. А со ова рубљиве, да ви кажам, ми е многу полесно, помалку се некако. Инаку, јас бев спијачки агент уште од 1995-та, кој не знаел, сега можам више да откријам некои информации за себе, откако на повидок е воскреснувањето на новата руска империја, откако е на повидок падот на социјал-демократскиот сојуз, откако е повидок, нели, падот на американската империја. Знам дека всушност, сака да ви кажам дека КГБ се распадна, но всушност КГБ никогаш не се распадна. Само, како да ви кажам, стави ново руво. Се реформираше на некој начин. И сега тоа што се реформираше си е ФСБ, ако некој не знал, но тоа е практично КГБ. Извинете, кој не знае, до сега сум се представил неколку пати, но кој не знае, пак ќе се представам. Ја секретниот агент Путиња Куров. Нели, јас сум тајниот агент на Путин за Балканот, единствен, избран лично од него, со указ од него подпишан. Моето целосно, нели, кодно име е, целосното име ми е Саша Напучеев преку Куров. Кратко, кодното име ми е Куров. Етнички македонец, тајан шпион на Кремљ, Пјонгјанг, Хавана и Хараре. Ова Хараре ми го додадоа за да можам да земам К-15, зашто по рускиот разузнавачки закон мора да држиш 4 опции за бази, за да примаш полна плата во рубљи и 2 пати годишно К-15, од кој едниот можеш да го трошиш кај сакаш. А едниот нели само во хотели на Крим. Тоа се еден вид бонови, не рубљи, исто како на Дзинго на времето на Кратовчани што им даваш. Па додуше он беше шпион и социјалист, мислам голем социјалист. Малку ме ебеше ова кодново име, нели, кога јас отидов во Хараре и тамо се запознав со мојата конекција или врската, една црнка така од 2 метри. Ринглите луѓете веска. Абе, со тоа брадавиците очите ти извади ако ти се доближи вака таа од Хараре, црнката. И таа ми вика, мене ми се представува, пошто знаеме шпиони сме и у такви ситуации мораме по кодно име да се представиме. И она мене ми пружа рака и ми вика кодно име Длабока Шкољка. Ја ја викам кодно име
Куров. Леле женава која слушна Куров. Леле луѓе. Абе падна од сменјато, а брадавиците кои се на Острија луѓе и комо оливчиња. И викам, амор, што ти е смешно? Вика, извини што се смеам на твоево кодно име, господине Куров, но, вика, кодното име на шпионот од Србија е Кура Ципо. Да не сте роднини нешо? Не бе, викам, какви роднини, оне регрутирам покасно од како НАТО ја бомбардираше Србија, јас сум стара, викам, руска школа на КГБ. Шо шпионираш бе кај тебе во Македонија, ме прашува, нели, ова колешкава длабока шкољка. Викам, остај се, влажна шкољко, длабока шкољко. Имам многу работа, викам, многу работа имам. Ме погледна и ми рече, знам дека има многу работа од длабока за да стане влажна школката. Ама не те прашав за тоа, туку кого шпионираш, ми вика, во Северна Македонија за Руската Федерација. Налутена дека и го сгрешив кодното име во сексистички контекст, па затоа рече Северна Македонија, демек да ми врати. Аха, окей, викам, извини, иако немав ништо против од длабока да стане влажна шкољка, нели, како што викаат кумановци, која пробаја, вика, црно, не се е врвно, така викаат кумановци. Ја имате оваа пословицава и на англиски. Ја има украдено Кристофер Колумбо од еден наш кумановец кого го најмил да му кисели зелка на галијата со која ја открил Америка. Само многу лошо звучи, нели, ова кажам на шпански. Вика, вака би звучало: кој проба црна змија, хемороидот му го скина. Така нешто отприлика, многу глупо. Туку да се вратам на мојата колешка длабока шкољка и викам, ме прати лично Владимир Владимирович Путин да откријам што све има украдено оној до премиерот Арта Нежнио и неговите doing business, а кај американците и калето пријавуваат дека русите се криви. Аха, знам за тој, вика, тој оној што нешто као преведувал во таа жолтата куќа кај што се вадеа органи, се препродава органи, тоа беше нешто со него поврзано така. Да, викам, нешто имаше така по медиуми, викам, да. Штета, вика, за таков хуман човек што лаже дека русите се криви, ми рече длабока шкољка и продолжи. Инаку да ти кажам, вика, господин Куров, сестра ми има кодно име Тесната шкољка. И она, например, работи за калето со американски пасош. Ау, си викам, браве, па вие сите длабоко навлезени во проблемот со обвинувањата дека Русија крива за се. Што ми имате шпион во калето? Што ми имате шпион во калето? Мора да се дружиме. Ми вика длабоката шкољка. Ја мора да те држам тебе, Куров. Ти мора да си внесем во моите тајни на длабока шкољка, за да можеме да си имаме бенефит од соработката. Јас само ја погледнав и реков, важи, само ти држи ме. Само ти држи се за Куров, мислам, до Куров, на Куров. Не е битно. Држи се за Куров. Сакам јас соработка со длабоки влажни шкољки, агентки. Така ја по наредба на Владимир Владимирович Путин во соработка со длабоката и влажната шкољка од Хараре, Зимбабве, исто како во новиот Джеймс Бонд го разоткриваме Артанчо Нежнио и неговите обвинувања дека Русија крива за се што они газда Али го товареле магарето. Сите податоци се во тајната база на Кремљ и ќе му бидат бапнати на маса на Бајден од страна на Путин, која ќе седнат да договараат разврската од Украина. Еве ти ги твоите сојузници ќе грмне Путин, која ќе му ги фрли на маса досијата на Артанчо Нежнио и Али Соравија. Не разговарам веќе со тебе. Сулјо, ќе му рече Путин на Бајден. Сулјо! Не разговарам веќе со тебе. Викни го Трамп, каде е Трамп? За жал, Трамп веќе беше наместен со широката шкољка. Тоа е третата сестра која работеше за Белата куќа како таен спиечки агент во овалната соба. Сега и неговите јајца се во нашите руски раце. Затоа гледате следната епизода, драги мои следачи и фанови на Преку Тасевски шоу,
Гледајте, ве молам, следната епизода со тајниот агент Саша Напучеев преку Куров с коднием именем Куров или само Куров. Единствениот тајен агент македонец во светот кој во еден ден пробал и длабока, и тесна, и широка шкољка. А ја уствари од